Кинеското традиционално размислување е дека секоја форма на убавина има своја посебност, но треба да ги цениме и другите форми на убавина со отвореност. Ако убавината се представува со разновидност и интегритет, светот ќе биде благословен со хармонија и единство. Под новите историски услови, кинескиот претседател Ши Џинпинг, во духот на превземање на светот како своја одговорност, предложи да се изгради заедница со заедничка иднина за човештвото, што значи дека судбината на човештвото е тесно сврзана во едно и може да се развива само ако ја споделуваме заедничката судбина и вложуваме општи напори. Со речиси 4000 години на континуирана историја, Кина е една од најстарите цивилизации во светот. Кина била светски водач во науката и технологијата до династијата Минг. 4 големи откритија на Кина, хартијата, компасот, барутот и печатарството, се прошириле ширум Азија и Европа. Кинеското општество се концентрирало на книжевноста, уметноста и јавната администрација, додека науката и технологијата се сметале за тривијални и помалку важни. По повеќето воени порази во судирите со западните нации во 19 век, кинеските реформисти почнале да ја промовираат модерната наука и технологија како дел од политиката за јакнење на државата. Граѓанската војна во Кина завршила во 1949 година со победа на Комунистичката партија. Вложувањата во науката и технологијата драстично се зголемиле, бидејќи преовладало мислењето дека тоа е столб на модернизацијата, а започнала и реформа на образовниот систем. Кина брзо стана една од светските водечки технолошки сили, вложувајќи преку $100 милиарди во научни истражувања и развој. На науката и технологијата се гледа како важен елемент за постигнување економски и политички цели, а се смета дека тоа е столбот за национална гордост. Кина измина долг период во изминатите 40 години и денес таа е еднината на светот. Промената во историјата може да се случи на многу различни начини. Еден историски настан може да има различни форми и влијание. Но она што е прашање денес е дали технологијата може да го промени размислувањето и развојот на цивилизацијата не помалку од политиката. Тоа секако дава поинакво значење на идејата за револуција. Комунистичката партија на Кина го слави својот 101 роден ден. Ши Џинпинг постојано нагласува дека Кина и натаму и за секогаш мора да остане црвена. Соодветно на тоа, партиската историја се презентира во многу медиуми и во различни форми за народот и самата партија. Ако сакате да ја разберете денешна Кина, мора да ја разберете Комунистичката партија на Кина, рече кинескиот претседател Ши Џинпинг
на церемонијата на отварањето на меѓународната конференција Разбирање на Кина во Гуанжу 2021 година, објавија кинеските медиуми. Комунистичката партија на Кина ќе се држи до патот на мирен развој, ќе инсистира на политиката на отварање кон светот, унапредување на изградбата на заедницата со заедничка иднина на човештвото и промовирање на заеднички вредности и мир, развој, праведност, правда, демократија и слобода за целото човештво, рече председателот Ши Џинпинг. Тој истакна дека Комунистичката партија на Кина секогаш ќе биде градител на светскиот мир, ќе придонесува за глобален развој и ќе го брани меѓународниот поредок и светскиот мир и развој. 我长期工作过的云南丽江，有一位张桂满老师，1957年出生于东北地区的黑龙江省牡丹江市。1974年随姐姐来到地处西南的云南支援边疆建设。1996年到丽江华坪任教。1998年4月加入中国共产党，为了创办一所免费女子高中，张老师从2002年开始不遗余力地奔走筹款，从自己省之又省的不高收入中挤出每分钱，以至于2007年到北京参加中共17大，连身像样的服装都没有。这样的忍劲儿终于结出善果。2008年9月，丽江华坪女子高中开学了。张老师担任中学党支部书记、校长，以帮助2000多名贫困山区女孩圆梦大学，兼任县儿童福利院院长，是172个孤儿的妈妈。中国共产党中央委员会授予张桂梅老师其余勋章，荣获全国脱贫攻坚楷模等称号。因而从张老师的故事到习近平主席我将无我不负人民的情怀，无不揭示出中国共产党成功秘诀：一、坚守初心使命。中国共产党1921年成立以来，即为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，又为人类谋进步，为世界谋大同，团结带领中国人民创造人间奇迹，从一穷二白到全面建成小康，从被动挨打到独立自主，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，成为人类发展进步的重要力量。二、坚持人民至上。中国共产党代表中国最广大人民的根本利益，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。面对突然爆发的新冠疫情，用行动践行了人民至上、生命至上。任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图，永远不会得逞。坚持中国道路，中国共产党不断推进马克思主义中国化、时代化，用博大胸怀吸收人类创造的一切优秀文明成果，最终结合自身国情，开辟了中国特色社会主义道路，提前10年实现联合国2030年可持续发展减贫目标，减贫人口占同期
全球减贫人口的70%。这条道路将逐步实现全体人民共同富裕，实现人的全面发展。4. 坚持胸怀天下。中国共产党始终关注人类前途命运，同世界上一切进步力量携手前进，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，奉行独立自主的和平外交政策，弘扬和平发展、公平正义、民主自由的全人类共同价值。中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国共产党从成立时只有50多名党员，今天已成为拥有全国9500多万名党员，领导着14亿多人口大国，具有重大全球影响力的世界第一大执政党。今年将召开中共20大，100年大党加风华正茂，必能团结带领人民，创造新的更大奇迹。只有读懂中国共产党，才能真正读懂中国，真正读懂中国人民。张桂梅老师以平凡人生诠释了中国共产党人的真情大爱，诠释了14亿中国人民的坚韧执着。中国共产党愿继续同世界各国政党和政治组织一道，为建设更加美好的世界做出新的更大贡献。谢谢。Од Државниот совет на Народна република Кина вела дека земјата треба да се развива, но не изолирано од светот. На светот ја е потребна Кина и на Кина ја е потребен светот. Во иднина, Кина планира да биде поотворена и поинклузивна, ќе комуницира поконструктивно со меѓународната заедница и ќе даде поголем придонес кон градење на подобар свет.